Зегин ви донесува Медика Инфо, емисија за здравјето. Може би здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништо. Добре дојдовте во новото издание на Медика Инфо. Доколку имавте можност да ја погледнете нашата претходна емисија, надополнувајќи се на токму тој разговор кој што го водев со моите гости во студиото на ТВМ, Горан Поп Христов и Јулијана Настовска, а зборувавме за штетните влијанија од употребата на дрога. Продолжувајќи го истиот тој терк и типот на спецификата на таа работа, ќе зборуваме и во ова денешна наша Медика Инфо, значи како дополнение на изминатиот разговор. Денеска гостин во Медика Инфо доктор Весна Лабровска. Докторке, добре ни дојдовте. Добро вечер, добре најден. Представник на Центарот за превенција и третман на болести на зависност од дрога, кој што работи при ЈЗУ Општа болница од Охрид. Значи, вие сте представник на Центарот за превенција и третман на болести на зависност од дрога. Работите во склоп на Општата болница од Охрид. Што конкретно работите ќе откриеме на нашите гледачи преку теркот на нашиот разговор. Но, бидејќи минатата емисија би рекла со вашите колеги, бидејќи вие севкупно се надополнувате во сета таа активност и истата цел, впрочем, што имате на работата, денеска ќе го објасниме вашиот систематски дел на вашата работа, но на почетокот би објаснале како увертира за болестите на зависност од дрога, односно по-конкретно за зависност од опијати, односно всушност тоа што е цел на вашето действување. Пред се ви благодарам што ме поканивте во емисијата и ќе се обидам да ја доближам оваа болест до вашите гледачи, до сите заинтересирани, предпоставувам до сите луѓе. Темата е интересна и ќе зборуваме за незе од аспект на тоа дека зависноста од дрога е болест. Тоа ќе го потврдам со тоа што зависноста од дрога е шифрирана во меѓународниот шифрарник на дијагнози и таа си има свое место врз основа на медицина базирана на докази. Кога едно дете од 5-16 години во последно време во се помала возраст ќе земи супстанца, дрога, таа дрога оди во мозокот. Нашиот мозок функционира на принципот на хемиски субстанци. Тие хемиски субстанци делуваат на рецепторите на мозочните клетки од одредена група на мозочни клетки, даваат одредена функција. Не знам, центар за дишење, центар за работа на срце, центар за награда, центар за дишење. Дрогата влегува на местото на нашите нормални трансмитери, на човековите нормални хемиски субстанции кои што се одговорни за работата на мозокот, а мозокот е одговорен за цело наше тело. Се обидувам да ја упростам работата, иначе работата е многу слоевита. Тие се различни субстанции на различни рецептори, на различни нивоа на мозокот, но суштината е тоа дека влегува физички на местото на кое што работат нашите нормални, нашите човекови хемиски субстанции. И повеќе таа клетка, тој мозок не функционира без субстанца. Тоа е докажано со медицински техники. Е прикажано нивото на субстанцата пред да се земи, за време на земање на дрога, во време на недостаток на дрога, во време на зголемена количина на дрога, на субстанца во мозокот. Вашиот центар третира тип на зависност од опијати, како што кажавме. Тоа е опијатите, хероинот, морфиумот, како што се вика во народот, се уште на нашето поднебје најприсутна дрога. И тоа го третираме, работиме фактички со опијатната зависност.
Всушност и ова што претходно го кажавте, патофизиологијата на настанување на болеста, со тоа објаснуваме зошто е класифицирано нели всушност и зависноста. Сакам да ја појаснам својата работа од медицински аспект. Значи, зборувам за нешто што е докажано патофизиолошки. Не спомнав нигде волја. Не спомнав нигде мотивација, стимулација од друга страна. Волјата ќе ја сместиме во понатамошниот третман на зависноста. Првично, ако не може да се постои без една супстанца, таа супстанца мора да дојде во мозокот. И принципот, ќе се префрлам одма на другата тема, а ќе се вратиме на симптомите на болеста, зависност од опијати најмногу, е да се даде субстанца која што му е неопходна на мозокот за да функционира. На телото, на човекот, на детето, па после возрастен млад човек. Не случајно и доктор Лабровска на почетокот кажав дека ќе се надополниме на она што минатата емисија го зборувавме, повеќе од социјален аспект со вашите колеги, денеска осврнувајќи се на медицинскиот третман и аспект на болестите на зависност од дрога, кои што се третираат во вашиот центар за превенција и третман, во центарот во кој што работите. Сега кажавме, значи, зошто се третира од медицински аспект како болест, како таква е и класифицирана во меѓународната класификација, а сето тоа базирано на медицински докази. Затоа би кажале кои се всушност знаците на болеста од медицински аспект? Болеста зависност од хероин, од опијати останува долго време непрепознаена. Родителите ќе забележат промена во однесувањето на детето, на младиот човек. Тој изгледа поинако. Прво физички, надворешно. Почнува да станува неуреден. Нечист, не води рачун за својата хигиена. Понатаму почнува да се дружи, тајно да се дружи со некои луѓе, да излегува, понекогаш е поспан, значи поспан. Оти станува збор за опијати, за дрога што спушта во народот. Поспан, некогаш е нервозен. Тој ќе го поврзиме со моментот кога нема дрога, кога е во состојба на абстиненција, на недостаток на субстанца. Еден многу интересен симптом на болеста зависност од опијати е манипулација, лажење. Толку многу манипулираат што и тие веруваат во својата лага и заради тоа долго време останува непрепознаена. Изговорите, приказните се фантастични. Меѓутоа првиот момент кога се препознава зависност од опијати кој ќе почне од дома да снемува. Дрогата бара многу пари и ни еден буџет, ни едно семејство не може да го издржи тоа, а камо ли еден млад човек. Обично, ова го зборувам од искуство, како го препознале, како дознале дека детето станало болно од зависност и кога ќе одат негде настрани, кога ќе се вратат дома нема ништо, нема телевизор, нема златото, го нема и така. Понатаму, значи настанува постепено и симптомите одат многу постепено. Почнува говорот да станува развлечен, бавни реакции, незаинтересираност, некои симптоми на препотување, на болки во зглобови, во мускули, зависно од апликацијата на дрогата, течење на нос, парани по кожа, веќе почнуваат и проблеми што не се очекува од млад човек, со срцелупање, со потешкоти во дишење, со кашлање ако се зема дрогата, со пушење и на тој начин. Че тоа се во глобала оние општи физички симптоми кои што се типични и карактеристични, како што кажавте, од искуство собрани. И
би рекле, општо манифестирани, значи почетните симптоми на болестите на зависност. Сега би се осврнали, доктор Лабровска, на двата значени моменти кога станува збор за болеста на зависност, абстиненцијалниот синдром и прекомерната доза или општо познато овердоз. Јас малку спомнав за абстиненцијалниот синдром. Значи, од патофизиологијата, телото на болниот од зависност не функционира без супстанца. И тогаш кога ја нема, настануваат многу симптоми што се однесуваат на соматското тело, на психата. Од нервоза, од агресија, од срцелупање, од забрзано дишење, од намалено дишење, од знаете, опијатите делуваат на центарот за дишење, многу е тој момент важен. И тогаш мора да земи супстанца. Тогаш неговото тело пати, неговото, нејзиното, пати семејството негово затоа што е агресивен. Ако се домашните запознаени со неговиот проблем, тие веќе почнуваат да сваќаат дека супстанцата му е неопходна и се вклучуваат во таа потрага по супстанцата за него и тогаш настануваат кривичните дела. Тој мора да земи супстанца. Ако нема пари, тој ќе украде. Или можеби ќе дила. Значи, за собствена доза ќе се вклучи во процесот на продажба на дрога. Зборувам медицински, не зборувам од законодавен аспект, од криминален аспект. Тоа што неговата болест го тера да направи. Така. Оверот е исто една тешка состојба кога се губи живот. Прекумерно земање на супстанца. Настанува адаптација на рецепторите, тие не се надразнуваат, не функционираат со мала доза и таа доза се зголемува и така настанува овер. Значи е прекумерна кога ќе делува најмногу на работа на срце и на центар на дишење. Животот престанува кога ќе престане дишењето. Се обидувам да ги симплифицирам работите за да бидат јасни. Понатаму, ако се зема дрогата, како што се зема на нелегален пазар, тие не знаат што купуваат, не знаат што состојки има во дрогата, која е количината, која е чистината и тоа е причина за овер. Значи не знаеме што има во составот на тоа што е купено нелегално, а можеби има и други состојки од тие што ги бара. Во конкретниот случај зборуваме за хероин. Значи, несвесното и неконтролирано земање, апсолутно на неоправданото земање на дрога, ги донесува сите тие последици на кои што напоменавте, од медицински аспект, како што кажевме. Токму и сега ќе прозборуваме, докторке, за она што представува всушност и ваша специјалност на работа, односно медицинскиот третман на зависноста на опијати. Ќе кажете на кој начин ги третирате во Центарот за превенција и третман на болести на зависност од дрога, односно за медикаментите кои што се вклучени во тој третман на рехабилитација. Значи, во нашиот центар се препишува метадон. И метадонот се дава во нашиот центар. Метадонот е најиспитуваниот лек во светот. Кај метадонот нема непознаници. Тој фактички во сферата на опијати, психоактивна супстанца, се користи како средство против болка, кај силни болки, кај некои терминални состојби. И неговата структура е фактички како на морфиум, како на хероин. Так. И механизмот на дејство му е субституција, замена на нелегалната дрога со легален лек. Сакам да потенцирам дека метадонот е лек. Предрасудите дека е дрога, дури кај самите болни што се на терапија со метадон, не важат. Лек кој што нашата држава го дава, апсолутно бесплатно, препишана од лекар, во нашиот центар препишана од мене, по протокол од Министерството за здравство, од програмата за третман на зависностите од дрога. Дозирана и чиста супстанца. Така. Постојат можеби други лекови кои што во светот се употребуваат сигурно освен метадонот. Би ги напоменале само. Иако кажавте дека таблетките бупренорфин
кои што на истиот принцип делуваат како субституција, ама го имаат и агонистично дејство. И се исто така единствен со метадонот лек за зависност. Другите лекови што се даваат не се лекови за зависност кај болните од зависност од дрога, затоа што болеста зависност од дрога оди со многу коморбидни состојби, посебно од психијатриска сфера. И другите лекови што се препишуваат се лек за таа болест, а не за болеста зависност. Кај нас е бупренорфинот достапен, меѓутоа се уште се купува, го препишува психијатар, а има и програма на клиниката за токсикологија каде што се добива во еден пилот проект бесплатно на одредена група на луѓе. Но лекот со кој што вие оперирате секојдневно е метадонот. Да. Так. Доктор, ќе би кажале понатаму и неколку зборови за нефармацевскиот третман на оваа болест. Интересно би било во концепт да. Ќе кажам уште малку за метадонот, кога пациентот со мое водство, затоа што јас сум назначена од Министерството, од болницата, значи со мое водство ќе го воведам во терапија, ќе се стабилизира и веќе почнува таа нефармацевска терапија. Тој момент на волја, на мотивација, на ресоциализација. Сме го извадиле човекот од милјето кај што мора да трага по дрога, го добива како лек од државата, медицински контролирано и веќе затоа што не е линеарно третманот и тогаш почнува таа работа на промена на навики. На промена, веќе каде што се вклучуваат и други професионалци во оваа работа, промена на навики. Так. Важен момент е и коморбидитетот и тоа од соматска природа, се мисли нели на крвнопреносливите болести кои се од посебен интерес за општеството. Тоа беше она што со вашите колеги минатата недела го зборувавме, односно најчесто хепатитисот С како најзастапена пренослива болест, која што е нели впрочем и ризична на оваа целна група. Крвнопреносливите болести кај тие што инјектираат дроги се ризик за нивниот живот. Покрај основната болест што ја имаат. Сакам да кажам дека хепатитисот С не се пренесува со социјални контакти, да ги релаксирам гледачите, меѓутоа се пренесува со ризично однесување. Работа многу и на хепатитот С во смисла на мотивирање, на препратување, на контакти со гастроклиника Скопје, каде што неверојатно имаме добар прием. Сега инфективната клиника ќе се вклучи, да им го леснам тој пат, да им го леснам патот, затоа што ние не сакаме да одиме на лекар. Еден мој клиент, еден мој пациент кој што е толку истравматизиран во целиот тој систем на здравствена заштита, понекогаш му треба многу подкрепа дека некој ќе го пречека, ќе го прими. А инаку борбата против заразните болести е општествен ангажман. Значи, борејќи се против заразната болест, го подобруваме општеството, се заштитуваме сите себе. Ако не се пренесува со социјални контакти, хепатитот С ќе се пренеси сегде кај што има крв. На места кој што не сакам да ги зборнам за да не испадни дека некого застрашувам или плашам. Меѓутоа, посебно професионалецот што работи мора посебно да се бори, затоа што се ризична и во голем процент. Ама сакам тука нешто да кажам дека во последно време, значи помладите луѓе кои што се болни од зависност, помалку се болни од хепатит С. Заради достапноста на програмите за намалување на штета, заради информираноста, дека и во медицината и во превенцијата се прават чекори напред. Апсолутно, значи сеопштата информираност и го прави своето, барем во тој мал дел позитивен. Нека биде нешто позитивно во целиот разговор. Сега би зборували, докторке, за интравенозната злоупотреба, можеби како потежок степен на апликација на дрогите, така, и значењето на програмите за намалување на овие штети. Ке делува револуционерно, ама целиот принцип на лекување на зависноста е сите штетни навики да се сведат на помалку. Ако некој земал секојдневно дрога, да се намали тоа земање.
Ако користел игла 2 пати дневно, да биде барем еднаш неделно. Се до редукција на штетното однесување. И веќе ако стварно сакам да бидам добро разбрана, ако мора да инјектира, барем да го направи тоа со стерилен шприц, да се заштити себе и да не заштити сите нас. И големо е значењето на програмите за намалување на штети, во смисла на размена на шприцеви, на игли. Плюс и програмите за намалување на штети имаат возила кои што прават рапид тестови, прават скрининг. Хепатитисот С не е болест која што има симптоми кои што ќе го натераат да оди болниот на лекар. По хепатитисот С треба да се трага, значи да се прават испитувања за да се види. А пошто се ризична група зависниците кои инјектираат дроги, нормално е таму да се прави скринингот. Неверојатно е нивното значење. Ево со тоа што кажувам дека кај помладите корисници на дрога процентот на застапеноста на хепатитис С е помал. Самата информираност го прави тоа, докторке, како што кажавме и пред малку, а она што на повеќе наврати го напоменавте во нашата емисија, сакам да бидам добро разбрана. Апсолутно сте во право и оправдано, затоа што кога станува збор за овие болести поврзани со многу стигми, страф и осуда кај поширок аудиториум од народот, е апсолутно присутно. Сите сме свесни во какво општество живееме, но ево, преку вакви емисии, преку сите оние едукативни работилници, преку вас вработените во сите тие институции кои што непосредно се во контакт со тие болни луѓе, затоа што нели ја дефиниравте како болест, е дефинирана како болест, зависноста од дрога, се трудиме да дадеме соодветен допринос, кажувајќи го, не оправдувајќи, не завземајќи став, туку кажувајќи го непосредно она што вие денеска од медицински аспект го кажувате за болните и за болеста зависност од дрога. Сега, докторке, би кажали зборува за актуелни теми, освен, значи цело време зборуваме општо за апликација на дрога, употреба на дрога, марихуаната. Актуелен аспектот е на општо земење на легализација во одреден број на земји во светот. Всушност, во некој дали може да се користи, колку е тоа оправдано, колку е тоа свесен чекор? Значи, нема да навлегувам во тоа што значи закон. Дури сега има и многу написи дека се употребува како лек, има медицинско дејство. Ќе ве вратам на едно скроз друго место. Во нашево поднебје, во Охрид и регионот, од каде што имам јас клиенти, Струга, Кичево, Дебар. Местата каде што има марихуана, има и хероин. Еден млад човек што почнал да пуши марихуана, може би до крајот на животот ќе остане само на марихуана. Меѓутоа, еден човек што се разболел од зависност од хероин, секога започнал со марихуана. Од тој аспект јас го наблюдувам сето тоа, затоа што ги гледам секојдневно, работам со последиците. Сите зависници од хероин започнале во почеток со пушење на џоинт. И ако има исклучок, тоа го потврдува правилото. Така да, според мојот став, не навлегувам во дејствата на марихуаната, тоа дека не предизвикувала физичка зависност. Марихуаната е исто психоактивна супстанца, што исто дава одредени своји симптоми на зависност, на психичка зависност, да мора да се земи, да мора да се набави, да мора да се произведува. И не сум сигурна дали треба да биде легално. Ви благодарам за вашето мислење. Би продолжила она што може би е поинтересно за општата популација и може би голем број од луѓе би се пронашле како сомнителни случаи во она што следно ќе ве прашам за бензодиазепини. Вие ќе кажете кои спаѓаат во таа група и зошто и во кој момент би се сметало за зависност? Бензодиазепините, апаурин, диазепам, лексилиум, деметрин, амизол, хелекс се многу распространети на нашето поднебје. Лекарства кои што често се употребуваат. Убави лекови се бензодиазепините, тие прават анксиолиза, таа тескобност во современиот живот, многу убаво ја ализираат и се многу убави лекови во суштината. Ама прво
се препишувале. Сега има многу разговор во стручните кругови на тема колку време треба да се препиши диазепамот. Ево ќе зборувам со народен говор. И дури луѓето што немаат врска со дрога, долго време земаат во својот живот диазепам и ако еден ден останат без диазепам, ќе почувствуваат дека нешто им фали. Меѓутоа, тоа е зависност. Да, меѓутоа пошто зборуваме за болните од зависност од дроги, со кои што работам јас, станува збор за злоупотреба на огромни количини. И не сакам да звучам сензационалистички да кажувам за кои количини станува збор. Начинот бил, предпоставувам, замена. Хероинот е нелегален, а бензодиазепините се лек што го има во аптека. И во таа потрега по супстанци и во почеток благотворното дејство на бензодиазепините, така моите пациенти се во суштината полидраг юзерс, користат поќе супстанци меѓу кои бензодиазепините. Значи зборуваме од аспектот на големи количини на друга. И интравенските корисници во суштината воглавном се корисници на ампули апаурин за огромни количини. И за една тешка зависност и многу тежок третман на лекувањето. Ние кај хероинот ќе го дадеме метадонот е моќен и тој ќе го направи своето дејство дури до граница на чуда, а кај бензодиазепините бара многу работа на детоксикација, на одвикнување, посебно со тоа што тие не спаѓаат во сферата на контролирани супстанци. Тие се достапни и се лек, не се дрога, не се нелегална супстанца. Меѓутоа претераното земање, неконтролираното земање доведува до таа состојба која што кажавте, за жал, доколку го нема, пациентот се чувствува загрозен. Да. И затоа, фактички, кај општата популација, веќе е работа на лекарот што го препишува да ја објасни ситуацијата, да кажи, да го препиши. Може би достапноста е проблем. Ако не е достапен без лекарски рецепти, не верувам дека општата популација ќе оди да бара нелегално да купува. Значи, ако се води правилно третманот, не. Моите пациенти во потрагата по супстанци тие ќе експериментираат пред да дојдат на програм. Ќе експериментираат со се, а бензодиазепините се многу погодни за такво нешто. Што со трамадолот, доктор Лабровска? Трамадолот е во сферата на опијати, тој спаѓа во сферата на хероин, на морфиум, на метадон. Не случајно го одвоивме посебно така. Да, и трамадолот се злоупотребува. Кај нас многу од моите клиенти фактички не дошле да бараат помош од зависност од хероин, него од зависност од трамадол. Приказната е иста. Лекот е за тешки состојби, за големи болки, а е достапен е лек и тие што почнале да бараат некои феномени во својот живот, некои состојби, трамадолот им бил подостапен. Баш е како зависност од хероин, ако можам да кажам така. И како посебна, последна би рекле можеби, но не и полесна, иако кога станува збор за зависностите, нема лесна и тешка поделба би рекле. За клупските дроги би сакала да позборуваме. Значи, кои се средства спаѓаат? Тие екстази, табла, амфетамин, метамфетамин, други што верувам дека многу поќе се користат некаде во западните земји, ама почнуваат и кај нас. На забави, не случајно клупски дроги се наречени така. Водиска, така тие се креваат, прават добро расположение, даваат многу сила, многу моќ, зголемуваат метаболизам, намалуваат телесна тежина и кај нас ги имаше во Охрид на лето. Посебно, не знам ова година, ама предходните години имаше таму забави покрај плажата. Пак да не бидам грешно сватена, не зборуваме против забавата, него зборуваме против средствата кои што би можеле наводно да е подобра таа забава. Често сум разговарала на таа тема зошто треба феноменот да се подобри забавата, не е доволна музиката, не е доволен танцот, не е доволна дружбата. И тоа е интересен, зошто сака да се зголеми, ама ќе навлезе, зошто сака да се зголеми феноменот?
Инаку моите корисници во однос на клупските дроги, во однос на една дрога што не ја спомнавме, кокаинот, се само пробатори. Значи пробале, меѓутоа не станале зависни. Затоа што не им е тоа милјето во однос на клупските дроги. Не се уште толку млади, не се... А во однос на кокаинот, тоа е интересно, кокаинот е скапа дрога, а моите корисници не спаѓаат во сферите кај што можат да злоупотребуваат кокаин, ама се радознали и сите пробале. Познато ни е, докторке, барем од филмовите за среќа, ако не е толку премногу во пракса, иако вие секојдневно тоа го имате веќе сватено како рутина, дел од вашето секојдневие, се надевам дека емотивно премногу не се трудите да речам да ја пренесите, ниту смеете, всушност со оглед на она функција која што ја имате на вашето работно место, строго и професионално, како што и денеска строго и професионално во овој дел барем од разговорот во нашата Медика Инфо, достоинствено го представивте работењето на Центарот за превенција и третман на болести на зависности од дрога при ЈЗУ Општа болница од Охрид, а ги покануваме нашите гледачи во продолжение на Медика Инфо да кажеме и дел 2 за конкретно работата на Центарот покрај овој општ дел за зависностите и за типовите на други кои што кажавме и за медицинскиот третман дел од вашата секојдневна работа. Останете во продолжение со нашата Медика Инфо, доктор Весна Лабровска, наш денешен гост. Органски препарат од матичен млечи Багремов мед, висококвалитетни ампули за правилен раст и развој на вашите деца, регулирање на нивото на шеќер во крвта кај диабетичарите и помош при ментален и физички замор. Желеројал Био, Зегин, ваша семејна аптека. Зегин, аптекарски бисер на Македонија. Повторно сме во Медика Инфо за да го продолжиме доктор Весна Лабровска нашиот разговор. Интересен разговор, мора да признам, можеби малку подолг од вообичаениот во првиот блок од нашата емисија, но сепак заокружувајќи ја целината на она што на почетокот го зборувавме е поента на работа на Центарот за превенција и третман на болести на зависност од дрога, кој што функционира во рамките на ЈЗУ Општата болница од Охрид, всушност чиј што вработен сте и вие. Сега рете, докторке, да прозборуваме малку и за Центарот, односно на почеток би кажале за начинот на работа на Центарот за превенција, рековме, и третман на болести на зависност од дрога. Центарот работи како здравствена установа и се примаат полнолетни пациенти со болнички упат од психијатар. Тоа е некое администрирање. Меѓутоа, до приемот има многу контакти. Прво со домашните, со самиот корисник, така да стварно сум отворена во секое време, секој што има потреба да дојди. И накнадно ќе го остварам административниот прием. Секога сум отворена за да дојди, да поразговара родител, партнер, затоа што мотивацијата е тешка да се дојди на третман. Менувањето на навики без помош на супстанцата е многу тешко. И затоа сега пред сите гледачи велам дека секој што има проблем, што се сомнева, нека дојде, ќе поразговараме и ќе најдеме решение. Центарот работи значи така, како здравствена установа, приемот го правам јас по протоколот, препишувам метадон и метадонот се издава на шалтер, се пие тука, по протокол начинот на издавање на метадон, на администрирање. Освен јас, во Центарот работат двете мои медицински сестри,
кои што се неверојатно обучени. Затоа што во третманот на зависност не е битно само препишувањето, многу е битно издавањето на метадонот. Метадонот е супстанца која што му е многу важна на мојот клиент и издавањето на метадонот мора да биде совршено. Да бидат задоволени сите протоколи, дури и желбите на моите корисници, пусто ние ги познаваме нив. Тие се секојдневно преку шалтерот во контакт со моите пациенти, и триажата, и скринингот, значи не би можела да ја сработам без нив работата. Тука ќе спомнам, пошто сме ние дел од општата болница, од здравствениот систем, дека метадонски центри има низ цела Македонија и дека нашата држава е добро позиционирана во однос на третманот на зависност од опијати. Значи, има држави каде што метадонот не се препишува. Бесплатен е, достапен е, медицински контролирано и сакам да кажам дека во одредени ситуации, како што има во секоја работа, менаџерот на општата болница секогаш стоел зад мене. Пусто ние имаме многу чести едукации, надоградби и секогаш не поддржувал, секогаш не ги овозможувал тие едукации. Физички се ќе бидам долга. Физички сме со дневниот центар за работа со корисници на дрога и членови на нивните семејства. Нашите клиенти се исти и ние тесно соработуваме, иако поставеноста е од различни две министерства, што во суштината не е лошо и функционира добро. Значи, од кога тие ќе се стабилизираат на метадон, јас им ги препуштам нив. Понекогаш тие одат кај нив прво, па тие ми ги препраќаат кај мене за медицински третман. На тој начин функционираме. Да. Обострано функционирате. Во смисла на регионална поставеност работите како локален или регионален центар? Регионално работиме, значи кажав со упат полнолетни, меѓутоа исклучиво треба да бидат со место на живење во Струга, во Охрид, во Кичево и Депар. Регионален центар сме. И дизајнирани бевме за 30 до 40 души, имаме околу 120 клиенти и стварно се трудам да не падне квалитетот на услугата. Токму тоа и како забелешка беше посочено во минатата емисија од колегите за работа со зависници од дрога, со истиот проблем, како што кажавте, истата бројка на истите клиенти се на клиенти циркулираат низ двете установи. Ова е една од организациите со кои што соработувате покрај вашето матично министерство. Со кои други се организации всушност соработувате, имате потреба да соработувате? Со сите одделени од општата болница, пошто тука станува за коморбидитет. Те имаат тромбофлебити, имаат депресивни епизоди, анксиозни и со сите одделени од општата болница, со лабораторијата. Меѓутоа соработуваме и со програмата за намалување на штети што е во Охрид и во суштината, да речам, и тука се истите клиенти и се надополнуваме. Ако треба скрининг тест, да се препрати, да се види и заедно доста сработивме и во однос на третманот, упатување, мотивација, диагностика, третман на хепатитот С. Мораме да напоменеме дека вашиот центар го имаат посетено неколку светски експерти кои што за среќа имаат оддадено признание за вашата работа. За среќа велам, тоа е потврда на квалитетот на работата кој што вие го кажавте се трудиме да бидеме квалитетни покрај просторните услови кои што се адаптирани за 100 и нешто пациенти, а беа првенствено замислени за бројка 3 пати помало од таа. Ке ни кажете нешто повеќе околу ова искуство, впрочем и ете со самото тоа и пофалувајќи ја Македонија како земја, нели, која што води грижа за оваа група категорија на луѓе. Сега би сакала фактички да се пофалам себе, својата работа и работата на центарот. Ево да речеме еден бренд во третманот на зависност и тоа во метадонска терапија, Роберт Њуман. Тој дојде во некоја студиска посета, сакал да го види Охрид и од Охрид беше воодушевен и да бидам искрена, ми оддаде признание на мојата работа, потоа ме покани на еден семинар во Салцбург и така сретнав посебно од источните земји на Европа, каде што третманот на зависноста, на опијатната зависност секаде во светот е ист.
со метадон, принцип на издавање на шалтер. Меѓутоа, во некои земји се уште навлегува метадонот, а кај нас веќе секогаш има подобрување, ама веќе го има развиена мрежа, има систем и а чекори напред секогаш би требало. И кога ќе се види работата на другите во светски рамки, не знам, на Америка, на Канада, и кога ќе се види дека работиме исто, иста е доктрината, исти се постигнувањата, исти се проблемите со кои се среќаваме, затоа што болеста е иста во крајна линија и кога тие ќе оддадат признание, готи. Во секој случај е потврда на можеби скепсата во одреден момент дали добро и квалитетно сте го сработиле тоа што секојдневно го работите. Како би го потврдиле, докторке, поинаку освен со потврда од друга повисока инстанција во случај? Но вашето знаење покрај вашата заложба, труд, желба, посветеност секојдневна захтева посета на меѓународни конгреси, тренинзи и симпозиуми се со цел за пратење на светските стандарди кои што се превземаат за третмани кога станува збор за зависностите од дрога. Исто така и вие имате посетено голем број. Да. Од кога работам во центарот, работам 5 години во центарот, посебно за југоисточна Европа, сите што се конгреси, тренинзи, семинари, секаде сум била присутна и сум собрала и туги знаење, и туги искуства, ама сум ги пренесла и нашите. Да, секаде сум била. Се што се случува посебно на овој регион и секаде сум била, да бидам искрена, и поканета и сум учествувала активно да научам нешто и да пренесам нешто. Така, договарајќи нашата емисија, доктор Лабровска, и барајќи, значи, податоци за она што вие го работите, како опис на вашето работно место го добив прескрипција на метадон и следење на протоколите од Министерството за здравство на Република Македонија на програмата за третман на болестите за зависност. Веќе поминувајќи го во 40 минутен разговор во мојата емисија денеска, имам одредена визија на кој начин ја перципирате вашата работа, но сега директно ќе ве прашам дали вашата работа ви представува повеќе екзистенцијална заложба или задоволство до некаде? Ние сите работиме за плата. Така. Меѓутоа, дали ви е тешко да ја работите оваа работа? Меѓутоа, работата со зависност не може да остане само на професионален ангажман. Јас ги познавам моите пациенти како луѓе, ги познавам нивните семејства, а тоа не е во описот на мојата работа. И се трудам да бидам професионална, меѓутоа често сочувствувам, често знам и да се изнервирам, да ги искарам. Меѓутоа, моите пациенти во суштината се многу редовни и во суштината добивам од нив повратно многу почит. Тие имаат некоја подкрепа, бекграунд во вас? Апсолутно, ама јас од нив добивам многу почит, многу повратни емоции, настрана од професионалниот ангажман што јас треба, затоа сум платена да го препишам метадонот. Се создаваат веќе после толку време заедно, ја врвиме голготата и ги надминавме професионалните рамки, ако смеам така да кажам. Иако и во описот на вашата работа не забележав, докторке, општествен ангажман, знам дека сте општествено премногу ангажирани, барем кога дозволуваат условите и онаму каде што ве повикале, и особено ми е задоволството што успеавме да ве искористиме и во оваа Медика Инфо, давајќи ваш општествен ангажман со тоа што ни ја презентиравте вашата работа во Центарот за превенција и третман на болести на зависност од дрога, кој што работи во склоп на ЈЗУ Општата болница од Охрид, и апсолутно можам на самиот крај од денешната Медика Инфо да ви кажам дека ви се восхитувам на племенитоста, ви се восхитувам на желбата и на ентузијазмот кој што го имате, а сето тоа верувајте дека се чувствува. Барем јас го почувствував преку одговорите на оние неколку прашања за овој краток временски период колку што ве поставам. Јас би сакала стварно да ви се заблагодарам и сакам кога ќе ме повикаат да кажам нешто што работам и што мислам дека го знам повеќе и да го доближам. И сакам гледачите да ме сватат правилно.
не дека не ја разбирам, може би нивната стигма, нивниот страв во одредени ситуации, него да им кажам од што потекнува тоа, да им ја објаснам природата на болеста и начинот на третманот и да извадам стигмата од институцијата кај што работам, дека ние препишуваме дрога, дека не знам што. И можда сакав уште многу работи да кажам, ама веројатно е доволно. Ќе ги оставиме за вашето второ гостување во нашата Медика Инфо. Стварно ви благодарам што ме викнавте и сегде сум спремна да можам да ја доближам својата работа. Верувам дека релаксиравме дел од нашите гледачи во поглед на задоволувајќи ги нивните слушателски вкусови и перцепција на сето она што како новина представува за сите нас кои што можеби и не знаеме на кој начин стрикно функционира Центарот за превенција и третман на болести на зависност од дрога. Ги разбивме тие стигми се надевам за одреден број на прашања кои што не би рекла дека представуваат табу, туку стварна навика и менталитет. Полека светските трендови ќе си го направат своето со текот на времето, можеби не во смисла на одобрување или негирање на одредени појави, туку прифаќање или игнорирање, би рекла, на одредени ситуации. Ви благодарам за издвоеното време што бевте дел од Медика Инфо. Благодарности до вас, драги мои, и се надевам дека уживавте во нашата денешна емисија заедно со доктор Весна Лабровска, представник на Центарот за превенција и третман на болести на зависности од дрога, кој што работи при ЈЗУ Општата болница од Охрид. Прозборувавме за одреден број на прашања кои што се секојдневна рутина во работењето на доктор Лабровска со таа категорија на зависници од дрога. Прозборувавме за медицинскиот третман на зависниците од дрога и на сето она што Центарот го работи тука во Охрид. Ви благодарам за вниманието и ве поканувам за нова средба во наредната Медика Инфо за 7 дена, кога повторно со нашите генерални спонзори аптеките Зегин, нашите семејни аптеки, здравието со најевтин лек и стајлинг студиото Арснова, ќе ви овозможиме повторно интересна тема која што ќе го задржи вниманието пред вашите телевизиски екрани. До тогаш, секое добро и не заборавајте дека може без здравието и не е се едно, без здравието за сите се ќе биде ништо. Секое добро.